Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Змагоје Линчич е долгогодишен председател на Словенската националистичка партија или Словенската национална партија. Тој е првиот политичар во Европа, почитувани гледачи, кој го крена својот глас против приемот на Македонија во НАТО со сменето име Република Северна Македонија. Затоа и заслужи да биде гостин во оваа емисија, затоа и заслужува господинот Линчич за него да гласа сите македонци кои живеат во Словенија на европските избори за 2 недели. Вие прв се спротивставивте на прием на Македонија под име Северна Македонија во НАТО пактот. Во словеничкиот парламент прв Змагоје Линчич го крена гласот и рече немојте таа држава да ја примате под име Северна Македонија во НАТО пактот. Da, to je istina jer ja mislim da Makedonija je Makedonija i niko nema pravo da Makedoniji oduzme njeno ime. Treba da se zna da je u Hagu na International Court of Justice bilo 2011. godine bilo je presuđeno u prid Makedoniji. U korist Makedonije. Da, u korist Makedonije i reklo se da Grčka ne sme da ne uzima u obzir onaj dogovor iz godine 1995. godine koju su napravili u Ujedinjenim nacijama i da treba da ostane sopstveno ime kao što je bilo, znači Makedonija. Ali tu ima nekih ljudi, nažalost među njima u Europskoj uniji i naši poslanici, dosadašnji Weigl i Fajonova i Šoltes, koji su izuzetno jako radili na tome da se promeni ime. Ja mislim da je to izdaja makedonske države. Змаго, словенците секогаш беа вклучени во тие процеси околу Македонија. Jesu, Slovenci su bili uključeni. Weigl, и господинот Зоран Талер. Zoran Taler кој беше известувач за Македонија. Да. Значи господинот Јелко Кацин, секогаш словенците на некој начин ја вршеа таа валкана работа кога е Македонија во прашање. To je istina. Ja mislim da je to velika svinjarija. Ja mislim takvi ljudi, ja bi zabranio ulazak u Makedoniju tim ljudima. Ali nažalost Zajev je potpisao da se to zove Severna Makedonija i to nije dobro. Сега представник на Европската унија или на Европската комисија во Македонија господинот Жбогар. Повторно словенец. Ние живеевме заедничко во една држава која се викаше СФР Југославија. Македонците и словенците секогаш има одлична соработка, бидејќи бевме горе-доле по бројност еднакви, околу 2 милиони. Имаше некоја блискост помеѓу Македонија и Словенија и ден денес словенци кои одат во Македонија или македонци во Словенија се чувствува таа блискост. А словенците највалканите работи ги направија за Македонија. Ja bih rekao da ovi naši ljudi što su pravili te rabote, to kao da nisu Slovenci. To su ljudi kojima Evropska unija kaže ovako morate da radite, a to ko neki sluge. Samo ih slušaju, nemaju ni sopstvenu pamet, nemaju ni sopstveno srce, nemaju nikakav ponos, nego samo razmišljaju o novcu i kako će ugoditi svom gospodaru u Briselu. A kako znamo Brisel, šta je Brisel? Potpuno truli grad, trula prestolnica Europe, gdje ima više manje skoro svi, samo su pederi, pedofili, onda LGBT varijanta, narkomani, pijanci. Pa pogledajmo Junckera. Juncker više je pijan nego je trezven. Авдо Климан е писател, колумнист и политички аналитичар. Тој е голем македонец кој живее во Пула, го дава својот глас или еден од тие 200 подписи или 200 луѓе го ставаат својот подпис на тој документ за непромена на името Република Македонија. Неговите колумни не може да ги најдете во македонскиот етар или во македонските социјални медиуми. Пред половина година кабинетот на Зоран Заев се закани со тужба и побара извинување од господинот Авдо Климан поради изразените ставови против владата на Република Македонија и против господинот
особено Зоран Заев. На некој начин господин Павло Климан е персона нон грата во Република Македонија. Ако дојде во Република Македонија, може да биде и опсен. Затоа ние отидовме во Пула да снимиме интервју со господинот Авдо Климан. Алдо Климан, персона нон грата во Македонија. Има ли забрана Алдо Климан да дојде во Македонија? Па јас немам никаква официјална забрана, како и вие и другите, прочитав само нешто на порталите, веројатно сум персона нон грата. Имаше најави дека ако дојдете на граница со Македонија, ќе биде забрането или да влезете, или дека може да бидете санкционирани. Дури кабинетот на премиерот бараше од вас да се извините за одредени работи или ставови кои во вашите колумни ги имате кажано за Зоран Заев. Тоа е точно, не само за Заев, таму се работи и за сите оние што учествуваа во настанот на подпишувањето на Преспанскиот договор во Нивици. Меѓутоа и порано бугарскиот премиер и нивната министерка за надворешни работи исто реагира на моите пишувања. Значи ни во Бугарија не може да влезете. Не знам дали можам или не. Значи на крај ќе може само Хрватска. Главно јас не сметам дека треба да им се извинам, сметам дека и Заев и сите тие треба да се извинат на македонскиот народ, направија страшни работи. Имам чувство дека таа Европска унија доаѓа од одредена точка кај што ќе мора да го смени правецот на делување. На 26 мај има избори за Европарламентот. Се чувства во воздухот дека нешто мора да се смени. Дека Европа не може понатаму да живее и да функционира така како што живее. Во моментот центар на Сорос делувањето на европската територија е во Брисел. Во моментот длабоката држава која ги изгуби изборите од Трамп во Соединетите американски држави е во Брисел. Значи бриселската администрација во моментот е главно упориште во рацете на Сорос и на таа длабока држава на Соединетите американски држави. Тако е, Сорош е зло кое хара по свету. То зло е направило страшне ствари. Направили су и у Југославiji има своje papke Soroš. Ima u Sloveniji izuzetno jake na određenim ovim nevladnim organizacijama. Ima u Makedoniji, ima u Srbiji, ima u Ukrajini. Isto su njegovi papki napravili ono što su napravili. A sad je i ovo Makedonija. A ja mislim još nešto se radi. Soroš stoji i iza toga da se u Evropi stvori sad i četvrta šiptarska država. Albanska. Znači imamo, ima Albanija, onda Kosovo, onda sad Makedonija, a četvrta će biti Slovenija. Jer i naša vlast, Cerar pogotovo, bivši ministar, sad ministar za vanjske poslove, on uvozi šiptare iz Kosova. Albanci. Ne, to nisu Albanci. Ние по нашиот закон мораме Албанци речеме, и ако вие можете и кажете како сакате, јас треба нели да ве коригирам. Ja mislim, zbog čega ja kažem šiptari? Jer Albanci su ljudi koji imaju albansko državljanstvo. Oni su državljani države Albanije. A ovi Kosovari nisu državljani Albanije, znači teško je da se kaže Albanac. Значи, тие доаѓате во Словенија, значи ви имате проблеми исто со нив. I imamo izuzetan problem, dolaze ljudi, neće da uče slovenački jezik, onda se getoiziraju, kupuju nekretnine i stvaraju, da kažem, neke zaokružene teritorije na kojima se već govori albanski. Значи Četvrta država. Albanska država. Da. Главен град Кранј. Glavni grad verovatno Kranj. Бидејќи најмногу ги има и во Копар. Ima ih u Kopru, ima ih u Velenju, ima ih u Slovenskoj Bistrici, ima ih u Celju, ima ih... Ali razlika, albanska mafija... Koristi Kopar. Da. Ali da kažem nešto, bitna je razlika između onih šiptara koji su došli za vreme Jugoslavije. Ovi su došli
većinom iz Makedonije i oni rade. Oni rade, plaćaju porez, govore slovenački i uklopili su se u društvo. A sad ovi novi, to se grupišu i rade samo za sebe i po svom nahođenju. I još I целата трговија со дрога, целата недозволена трговија, најголем дел од криминалот е во нивни раце. Da, i skupljaju lovu da Клан se... Османи, клан Рамадани, значи тоа се пишува по словеничките медиуми. Tako je. Тука ви се присутни, ви се веќе... Kod nas se baš o tome ne govori. Видете, вие најмногу ги помагавте во бивша Југославија. Косово република всушност беше промовирана тука во Словенија, во Цанкариев дом. Istina. И сега мечката заигра кај вас. I sad dobijamo po glavi. Ja sam već u ono vreme sam rekao da to nije dobro da se tako nešto radi, ali mene tada niko nije ni slušao. To su radili isti ljudi, Kacin i ovi, isto tada i isto što rade i danas. Znači UDBA i ponatamo si je živa vo Sloveniji. Više manje, makar nije to UDBA, nego to je bivša komunistička partija od koje su kao neki izašli i kao neki čak nikad nisu ni bili tamo, ali rade u tom pravcu. Kacin je tuka, Kučan je tuka, znači cijela nomenklatura. Ova nomenklatura, makar su neki već stariji, još uvijek drže konce u rukama. Vo medijumi, vo biznis, vo sve. Mediji su potpuno, da kažem, u levoj politiki, a to teško je reći da je to ljevičarska provenijenca, to je komunistička provenijenca, to je sve ono staro. Pa gledajte со кого соработува Сорос или кои се луѓето на Сорос. Тие што беа главни во комунизмот. Тако е. Децата на комунизмот, што би рекол Миломир Марич. Истина. Тие се главни луѓе на Сорос. Истина. Риналдо, што ќе случи со Македонија? Велите, сте имале ставои дека барате Заев да се извини на Македонија? Веројатно ќе треба многу луѓе да се извинат на Македонија, бидејќи Заев сам не можел тоа да го направи. Да можел сам да го направи, ќе го направи изминатите 29 години. Очигледно дека многу луѓе му помагале со правење или со молчење и со неправење на Зоран Заев да го направи тоа што треба да го направи. Значи, овој интервју го снимаме 2 дена пред првиот круг на претседателски избори. Ние не знаеме кои ќе бидат резултатите на изборите, кој ќе победи, кој ќе води, дали ќе има втор круг, дали ќе има цензус, втори круг и така натаму. Правиме одредена не политичко, туку национална анализа на целата ситуација. Што ќе се случува со Република Македонија? Па јас мислам дека продолжува агонијата во секој случај и само е прашање дали ќе се раздвижи народот и дали дефинитивно ќе свати дека мора да ја земе судбината во своите раце. Не само со изборите, туку со едно општо движење, со раздвижување на интелектуалните сили доколку постојат, зашто оние што ги познавав исчезна, а некои, за жал, дури кои и порано... Видите, за да има интелектуални сили, треба да има слободни бизнисмени или капитал, то така било секогаш во историјата. Македонија немала свое национално движење, бидејќи немала своја чорбаџеска класа. Точно. Значи, филозофијата на турците во различни делови на Балканскиот полуостров била различна, во Босна ги исламизирале, во Србија на некој начин станувале дел на портата, во Македонија до второ колено, кога го читаме Манџуков, била ништена таа чорбаџеска класа. Македонија немала чорбаџеска класа која ќе можела да финансира национални движења. Тоа и сега се случува. Македонските бизнисмени се исплашени или со бомбите кои ги имаше Зоран Заев, или се исплашени сега од меѓународната заедница. Невозможноста да работат. Кога немате бизнис, слободен бизнис, вие немате ни слободни медиуми. Кога немате слободни медиуми, тоа не може ни интелектуалната мисла да биде артикулирана на соодветен начин. Тоа се случува денес во Република Македонија. Според закони на метафизика, таа агонија мора некаде да заврши, или според закони на филозофија. Кај ќе заврши таа агонија на Република Македонија или Република Северна Македонија? Тешко е да се каже, во секој случај знаеме дека некаков расплет ќе се случи. Јас повторувам дека и сите мои заложби авторски, интелектуални, како на обичен човек, обичен интелектуалец, обичен македонец кој чувства драма и болка поради таа драма, реагирав со уверување дека
дека можам барем некој од луѓето што имаат илузии или не се освестени македонци, не ја знаат историјата, да сватат каков потенцијал, каква сила е во тој македонски народ. Тој македонски народ што го создаде прекрасното македонско народно творештво, македонските народни песни, оние прекрасни манастири, фрески, создаде нешто што изблика од неговиот дух, тоа сакав да речам, за тоа ми се чини тој македонски народ на 30 септември со молчење каже што сака. Тој македонски народ мора да порасне. И сега не со молчење, туку со став да каже што сака. Доста тој македонски народ со молчење ги завршуваше своите работи. Времето ни трпео. Времето на молчење и со неизлегување на референдум е да завршите нешто, заврши. Тој македонски народ веќе ќе мора да артикулира својата политичка мисла, своето национално чувство. Бидејќи Зоран Заев го направи тоа благодарејќи на сите нас. Ние или молчевме, или му дозволивме на Зоран Заев тоа да го направи. Ние сите знаеме што ќе направи Зоран Заев. Ние сите знаевме што ќе случи кога Зоран Заев ќе дојде на власт. Многумина од нас предупредува некој со неправење или со непостапување направи исти злостор кон македонскиот народ кој што направи Зоран Заев со правење. Неправењето е правење. И тоа треба да се освестиме сега, сите ние ко македонци. Јас сум согласен. Мислам дека во секој случај македонскиот народ ќе биде ставен во ситуација по овие избори, ќе биде ставен во ситуација да донесе некакви одлуки. Ќе мора. Ќе мора прв пат. Па ние референдумското прашање двојствено го поставивме. Дали сте за независно? Дали сте за независно кој може да стапи во сојуз со другите држави или републики на паранична СФР Југославија? Една што и македонски народ ќе треба да каже јас го сакам ова. Јас го одбирам овој човек да го спроведи ова. Доста е веќе шарени ситуации кои што се ни риба ни девојка. Во моментов мора тоа да се направи, тоа е да се есенцијата на времето. профилираат нови вистински лидери што ќе имаат став кон сите нешта, еден став јасен, недвосмислен, не можат да се однесуваат и кон Европската заедница и кон сите други надворешни фактори, па и внатре да се однесуваат на ист начин со друга реторика. Вреди ли, господине Змаго, една држава да го смени своето име за да стане членка на НАТО? Дали вреди една држава? Не. Тоа е свинјарија, а још поготово да кажем, НАТО пакт je neka trula organizacija koja je više od 70% biznis organizacija, gdje Amerikanci prodaju svoju sopstvenu robu, pogotovo stariju robu, koju onda trebaju da servisiraju i tako dalje. Troše se ogromne pare da se daju za ovo članstvo u NATO paktu, a dobijaš ništa. I još čovjek se pita koga će da napadne, odakle je napad da dođe. Гледате, главните проблеми во Македонија беа, требаше се гради еден автопат, имаше повеќе понуди, се притискаше да биде Бехтел избран, не беше избран Бехтел, беше избрана друга компанија, мислам нека кинеска компанија беше, која беше многу поевтина, и така почна кризата во Македонија. Тако е. Подоцна мина лепо од прислушкување, па мина лепо од име, презиме и така натаму, и тоа во основа е тоа све бизнис. Кој ќе контролира бизнисот? To je biznis. Amerikance interesira samo biznis, ništa drugo. Гледате на Косово кој влезе, Весликлар, Медлин Олбрет, синот на Џо Бајден, значи групацијата на Хилари Клинтон, значи тоа е сериозна корпоративна групација која делува на Косово, која веројатно сака делува во Македонија. Isto. To su isti ljudi. Lova stoji iza svega toga. Soros je u stvari onaj vrh piramide, a sve ostalo, ova američka administracija. Ja kažem, hvala Bogu što je Trump pobedio, jer ipak je malo bolje sad. И Z2. Ja. Да, има жена Словенка. Da, ima žena Slovenka. Сега може се хвалите дека Зетот ili nemoknio čovjek. Možemo da se hvalimo, ali naši mediji su toliko glupi, umjesto da kažu da dobro i lepo govore o Melaniji, oni, pogotovo ove žene, naše novinarke, pljuju kako je ovo pa ono. Da imaju Melaniju Hrvati, oni bi je ovako nosili. To je tako.
A naši idioti, naši Prva dama во svetот. prva dama vo u svetu, svijetu. da. Da. A umjesto mi da je slavimo, mi je grdimo i ne znam što. Od Sevnica, 50 km od ovde. Pa da. Malo da, mesto. Da, malo mesto. Tamo su ponositi na to, tamo. Ali ovdje u Ljubljani, Ljubljana je politički izuzetno trul grad. Smrdljiv. Komunističko smrdljiv. Ви имате книги тука кои се стари 100 години. 100-150 години, кај што се збори за македонскиот народ, кај што се збори за Македонија. Ете, говорите за македонско народно творештво, кое 3, 4, 5 века. Говорите за македонски цркви кои се стари по 10 века. Велат дека црквата Свети Пантелемон била изградена во истиот временски период кој што е црквата или катедралата Нотр-Дам кој изгори пред 10 на 20 дена во Париз. Значи не може народ со корен и со традиција да смени своје име за одредени организации, макар и војни, во моментот најсилни организации, кои што е НАТО, кој траат од 1948-49 година, или за Европска Унија, која ќе видиме како ќе изгледа после изборите на 26 мај. Не велам дека ќе се растури Европската Унија, меѓутоа сите ние гледаме дека нешто тамо драматично ќе се случува. Една бегалска криза па е фарла на колените на Европска. Па се појава Салвини, па се појава Курц, па се појава Орбан и така натаму. Значи сите ние гледаме како пред нас очи се менува светот и ние не се обидуваме да се прилагодиме на тоа како се менува светот, го менуваме нашето име. Тоа е трагично и јас и во тие своји колумни се обидував да предупредам дека тоа е премногу менливо. Некои од тие луѓе Имате одлични колумни, затоа ве покани во емисијата. Благодарам многу. Но за жал тие колумни не се наоѓаат сега или не можат ни интернет да се најдат во Република Македонија. Изберишени се. Кога ќе кликнете на некоја колумна на Алдо Климан, ви се појава грешка 404 или ерор 404. Тоа е точно. Јас мислев дека тоа е прашање на заситеност на овие серверите, но верувам и дека барем еден дел од тие се тргнати. Вас не може да ви исплашат, бидејќи не сте во Македонија. Затоа ве бришат. Гледате, или ве плашат, или ве бришат. Нема трета варијанта. Јас само да кажам дека ја направив таа книга од тие колумни, да покажам дека ништо не е заборавено, ништо не е избришано. Па дури и оние занеси, енергии, можеби и погрешни погледи во моментот, бидејќи книгата се вика хронологија на најавената смрт на името, практично од ден во ден се одвиваат тие колумни. Да, ние гледавме сите како ни се топи Република Македонија. Гледавме како ни исчезнува, како некој снег во мај месец ни се топи тука во дланките, во раците, не можевме да ја задржиме. Пред наши очи умре Тоа што го читавме во нашите учебници, во нашата историја, нас ни се случи денес. Ние видовме како всушност македонците не може да се договорат меѓу себе околу иднината на својата држава. Со тоа што јас верувам дека по таа нова ситуација по изборите, дали ќе биде општа национална криза политичка или ќе има победник, или ќе се смени реториката на овие што сега се во претседателските избори, особено на кандидатката на ВМРО, независната кандидатка на ВМРО, дали ќе се смени или ќе биде таа политичка криза, ние набргу ќе имаме расплет и народот мора заедно... Новото време тропа на врата, господин Андро. Видите, ако вие ништо не правите, ако ние го направивме или сметаме дека сме го направиле тоа што го направивме на 30 септември, дека тоа е доволно да ја спасиме Република Македонија, времето ни покаже дека тоа не било доволно. Апсолутно не е доволно. Ние како да се исплашивме од тоа што го направивме на 30 септември. Знаете, тешко е вие да живеете контра цел свет или контра цела Европа. И веројатно македонскиот народ се исплаши. Сметаше дека доволно направил на 30 септември, очигледно дека не направил доволно. Дека треба да направи уште повеќе ако сака да се спаси својата Република Македонија. Ако ние не направиме, имаме ние соседи кои знаат како се прави. Јасно тоа. И прават цело време. Да, ние не можеме да ги спречиме албанците. Ако ние молчиме, ако ние не правиме, ако ние сме пасивни, ние не можеме да ги спречиме албанците да бидат активни. Не можеме грците да ги спречиме да бидат активни. Не можеме бугарите да ги спречиме. Јасна доследност во нивните намери, во
политичките амбиции, во амбиции на освојување, во амбиции на измамување на народот, на нашиот народ, бидејќи не престана тоа измамување. Тоа е стара приказна, колку информации лажни се афирмираат веќе 150 години, и народот е збунет. Имавме и еден долг период на југославизација на македонскиот народ. Во еден момент ќе мора да се разбуди, да ја свати својата сила, да ја свати својата изворност и својата моќ. Змаго, гледате, 2011 година, тоа го кажавте, има пресуда на судот во Хаг, кај што се каже дека Грција нема право да го спречува влезот на Македонија во НАТО, во ЕУ и тамо кај што е членка, и да ја почитува времената спогодба од 95 година. И тоа не се почитува. Гледате, се гази целото меѓународно право. Има референдум во Македонија, кај што граѓаните не гласаат за промена на името. Referendum nije legitiman, jer samo je 36% ljudi glasalo na referendumu. To bi trebalo da se poništi, jer kad pogledamo u Kataloniji glasalo je 42% ljudi i Evropska unija je rekla da ovaj referendum ne važi, jer nije bio cenzus 50%. Ali u Makedoniji sa 36% važi. A onda što se još dešavalo u parlamentu, da su neki ljudi iz Europske unije pa iz drugih organizacija i iz koalicijskih partija ovako zahtjevali od poslanika da glasaju. Како викаше господинот Хан, на креативен начин да се обезбеди цензусот или мнозинството во парламентот. На креативен начин. Да, тоа е креативен начин во сегашно време се мисли на пари, на уцини, предпоставувам. Tako. И тоа е креативен начин или на решавање на одредени проблеми. И сега имате кандидат македонка која треба да стане членка на Европскиот парламент, Ирена Јовева. Да. И кој го поддржува промената на името во Република Македонија. Irena Joveva je magistrirala na fakultetu za društvene nauke, FDV, to mi kažemo Crvenaj fakultet ovdje u Ljubljani. Mi kažemo da na tom fakultetu ne možeš da padneš na ispitu, možeš da padneš po stepenicama. Samo ako se sopneš. Da. I ona je magistrirala sa naslovom Evropska unija, odnos Evropske unije do makedonskega nacionalnega vprašanja. Znači, odnos na Evropska unija kon makedonsko nacionalno vprašanje. Ali ona nije uzela u obzir ništa ono iz 1995. godine, iz 2011. godine, šta se desilo u Hagu, kakav je bio, šta su odlučili, to za njo ne važi. I ona smeta дека името е добро што е сменето. Da, ona podržava promjenu imena. I ja ne znam kako će ta žena da radi u korist domovine i ove Slovenije i otadžbine ove Makedonije, jer ona je spremna da izda sve ono što je najsvetije. Ja nikad ne bi mogao da napravim tako nešto, da zabodem nož u leđa sopstvenoj državi i sopstvenoj domovini. Албанците наназад неколку изборни циклуси за презателски избори вадат подобри кандидати од македонците. Ајде еднаш, пак е случајност. Ајде два пати, пак е случајност. Јас ви гарантирам дека сега да беше Имер Салмани со тој потенцијал што ги имаше 2009 година, ќе победеше на овие избори. Или ќе беше кандидат за победа или барем во најмала рака ќе влезеше во вториот круг на председателската трка. Значи, не може да се случува во Република Македонија. Албанците да вадат
анонимни кандидати кои во дебатите се покажат подобри од македонските кандидати. Тоа за мене е понижувачки ко македонец, ко граѓани на Република Македонија. Значи не може кај 1.200.000, 1.300.000 македонци ние да не може да најдеме интелектуално супериорни луѓе. Јас знам дека ги имаме сигурно, но каде се, зошто се, каде исчезна, зошто ја премолчи, нема, молчат. Тоа е страшно нешто и барем во оној сегмент мој, литературата и така натаму, јас сум збунет. Им залепи етикета дека ако се против промена на името се руси, значи им залепи етикета дека се руси, дека се проруски, треба да се расчисти Софија и до... Гледайте, па Русија меѓу првите призна Северна Македонија, ама се извинувам. Значи видите, тоа е најголемата мамка која е направена, најголемата измама која е направена кон македонскиот народ. Значи Русија меѓу првите држави која признава Северна Македонија. Значи ние цело време имаме договор помеѓу овие американци и овие руси, тоа треба да му кажеме на македонскиот народ. Русите се дел во сценариото за промена на името. Дека и некои други нешта треба да се сменат. Постои така наречена археологија на јазикот, во кој вредностите на еден збор кој се употребувал пред 100 години, 200 години и денеска немаат иста тежина. Зборот национализам, зборот или сега оваа синтагма говор на омраза и така натаму. Па тоа се работи за кои треба да се расправа, да се отворат дебати, да се свати дека национализмите во 19. век ги создадоа тие суверени држави. Зошто стана стигматизирани тие зборови, зборот национализам? Не зборам за шовинизмот. Само сакам да кажам дека во Советскиот сојуз национализмот беше проблем затоа што се закануваше да се распадне Советскиот сојуз. Југославија исто така. Ама сина успенало. Сега, да. Трамп победува Америка со паролата Америка да биде повторно силна. Путин победува во Русија, Ердоган победува во Турција. Виктор Орбан победува Маđarска. Само во Македонија е срамота да си националист. Само во Македонија е штетно да си националист. Само во Македонија национализмот е говор на омраза. Видите, тајна Соросова групација, каде нима напикано, во каква глувчешка дупка нима напикано, значи секој став кој има малку 1% национализам во себе, тоа е говор на омраза. Па до кај ќе не води тоа? Па говорот на омраза може да се дефинира и на поинаков начин. Како што постои невербален театар, не мора ништо да се каже, така и со говорот на омраза, ако не ви го признаваат името, историјата, идентитетот, па тоа е најголем, најдиректен израз на говор на омраза. Јас од таа стигма не се плашам. Ама господин Алдо, па ние сами не го признаваме тоа. Ние имаме договор со Бугарија и договор со Грција, кај што тоа го прифаќаме. Па добро, тоа кај што ние доброволно одиме на самоокинување. Кај што ние постоиме во овие 25.000 километри квадратни. Добро, мораме да се согласиме дека тоа е направено во кругот на неколку души кои практично 81 пратени гласа за тоа. Добро, тоа е долга приказна и сложна. Дали се купени или не се купени, не гледам дека тие пратеници се дистанцирале од тоа што ги имат направено. Тие пратеници се среќаваат со Ципрас. Страшно. Има најави дека тие пратеници ќе се вратат во матичните партии. Значи тие пратеници може по 5 или 10 години ќе бидат визионери. Можеме ќе ги учиме во нашите учебници дека направиле визионерски чекори. Од кај да знам? Значи ова не е направено во круг на 3 или 4 луѓе. Ова е сценарио во кој учествувале многумина со правење или со неправење и неспречување. И тоа е она рана која ние македонците треба да ја носиме и да се обидиме да ја заличиме. Ако сакаме да беше одиме напред. Едно насилство кое мора да се расветли до крај, затоа што обично насилство, едно силување кое се случува на некоја жена, ако нема расветлување, тоа продолжува тоа насилство. Ќе биде пример како да се однесоте понатаму. Македонскиот народ е силуван и ако македонскиот народ не каже доста од тоа силување, доста е со сите овие нешто, тоа мора да го каже со конкретен, значи ние имаме ваква ситуација. Во времето на овие 2 години, 17-18 година, страшно многу интернетски пораки имаше на Фейсбук. Под асфалтот се случуваше некаква политика. Простите, само да ви кажем, овој Јоханес Хан праќа твитови, некои направете балкански методи, ама улицата, на дворешниот дел, активноста на македонскиот народ не се виде во оваа фаза. Мислам дека малце ја промашувате работата. Може. Европска унија е небитна за Македонија. Ние нема наредни 20 години да влеземе во Европска унија. Апсолутно сигурно. Значи, веројатно нема да бидам жив кога ќе влеземе во Европска унија. Значи,
како што сега стојат работите. Македонија е ова се направено за да влеземе во НАТО. Така е, согласен сум тоа. И Европска унија треба да ја забораваме во нашите анализи. Тие ни го кажува тоа постојано. Не, се работи за тоа дали народот има илузии за Европската унија. Ако направат група на Македонија и Албанија, ние никош нема да станеме членка на Европската унија. Да, тоа ќе се случи. Како што нема да стане Албанија, како што нема да стане Косово. И ние како лидери на Западен Балкан ќе дојме на крај да бидеме заедно со Албанија, Косово, никош да не станеме членки. Да имаме некој турско искуство, 50 години ние нешто преговараме, тие нешто ни барат или не ни дават. Ова е направено да станеме членки на НАТО. Јас сум согласен со вас, меѓутоа се работи за следново. И тоа се случува. И притисокот беше стравичен. И тоа е се во ред, јас сум согласен. И ние треба да признаеме дека како генерација подклекнавме на тој притисок. Согласен сум, само прашање е дали македонскиот народ има илузии за Европската унија. Тоа е прашање. Затоа што Европската унија не е еден прекрасен излог во кој има, не знам, лампиони. Он може да има илузии за Дженифер Лопес. Да. Само никош нема да биде со Дженифер Лопес. Тоа е проблемот. Во моментот македонскиот народ и Европската унија се толку далеко колку што се вие сме далеко од Дженифер Лопес. Тоа е точно суштината на ова. И се вие можете на избори да го лажете, само што не ни дале статус, само што не ни дале датум, само што не сме отпочнале преговори така. Не, нема да отпочнат. Ја и вие нема сигурно да биме живи, освен ако не живееме ко желките на Галапагос 150 или 200 години, тоа што можеме да доживееме ако опстане Европската унија, да станеме членка на Европската унија. Тешко дека ќе опстане затоа што незиниот унитаризам станува се подсврст, поизразит и мислам дека на ист начин како што се распадна Советскиот сојуз, не зборам за идеологиите, како што се распадна Југославија, така и ЕУ ќе се распадне. Ма ние сега личиме, знаете, ако 45-та година да одиме во Усташи овде, да речеме, во Хрватска. Значи, цел систем на глобализација пропаѓа. Се развива национализмот секаде во цел свет, посебно во Европа, а ние ќе бидеме најглобалната нација во Европа. Значи, ние менуваме идентитет, менуваме сите национални одбележја, менуваме се и се што ни е побарано, за да бидеме членки на одредени глобалистички организации. На пописот нема да има сега евува дека ќе има етничко изјаснување и така натаму. Тоа се абсурди. Прашање е само дали народот, јас во една колумна го напишав тоа со моќта на еден прекрасен индиски слон кога тој негов дресер му вели легни, стани, качи се, земи го ова стебло и му вика на водителот на емисијата, му вика, гледате, колку е моќно ова прекрасно животно, јас му правам што сакам, зашто не е свесно што му се случува. Македонскиот народ е тој прекрасен индиски слон, меѓутоа мора да се разбуди затоа што има и минато, има и длабока иднина, историја, национална културна историја, има наследство. Господи Змаго, зошто има потреба на тој начин да го менуват името? Говорам од перспектива на американците и од перспектива на НАТО. Зошто има потреба да го силуваат правото, да ја силуваат волјата на граѓаните, да прават све што направија, само да се смени името? Толкова ли опасноста од Русија, од Кина, за да може тоа да биде, ајде да речеме, што ја знам, начин да може да биде сменето името на една држава, да биде причина да биде сменето името на една држава? Дали е тоа доволна причина да се влезе на такви свињари како што велите? Ја мислим да иза тога стоje намјера да се Македонија подели и да се еден део поклони Албанији, еден део Грчкој, а с едним мали део ќе остати Македонија. Ја се боим да е то иза свега тога. Дека е тоа основата. Да е то нова подела територија и уништење Македонија. Тоа би дошло веќе до нова Балканска војна многу лесно, бидејќи ако дојде Македонија да се дели, која е реално после Букурешт 913-914 година припаѓа на Србија, зборам за овој дел на Македонија, 38%, 50% припаѓаат на Грција, некаде 11-12% на Бугарија. Тоа значи веќе ревидирање на Букурештскиот. Ја мислим да ќе тако нешто, да имају у глави тако нешто. Поделба на Македонија. Да. Тога што ќе прават со Косово и со Босна и Херцеговина? Исто и тамо у Босни и Херцеговини исти су тенденције да се некако подели, а и например јако су против тога да би Република Српска имала сопствени идентитет и сопствено државо, а тоа е едино решение, јер све остало иде до зла Бога.
Таа трагедија на бомбите ние ќе чувствуваме наредни 10 или 15 или 20 години. Тоа е страшно. Значи, уништен е сонот. Уништена е парадигмата дека има политички елити кои го водат македонскиот народ. Македонскиот народ ја изгуби својата верба и доверба во политичките елити. Бидејќи ние тие бомби слушнавме се и се што. Слушнавме за една страна. Претпоставам дека има бомби и за другата страна. И знаете, македонскиот народ не е народ кој не може да направи логична анализа дека ако има за едните, има и за другите бомби, дека ако едните правеле вака, прават и другите така. Изгубена е вербата. Таа нитка помеѓу македонскиот народ и неговите политички елити, мислам дека наредните 15-20 години е драматично раскината. Не верува народот на политичките елити. Има чувство дека остане сам. После ова со името, тој и јас помеѓу македонскиот народ и политичките елити, бизнес елитите, уште поголем. Верувам и сакам да верувам и се надевам дека и ќе се појават индивидуи, ќе се појават одделни поединци кои ќе се искачат над таа ситуација. Времето го бара тоа. Па времето се разбира, меѓутоа без една драматична крајна ситуација кога тонеш до дното и кога можеш евентуално тогаш да се оттурнеш и да земеш повторно. Дадовте пример на силување. Гледате, има мноштво на малтретирани жени кои не го напуштаат својот сопруг, не го напуштаат бидејќи се или залюбени, или не се финансиски самостојни и стабилни. За да вие да направите народ да може да носи одлуки, треба да го направите финансиски стабилен. Точно тоа. За да може веќе да носи зрели одлуки. За да може да донесе одлуки да не го дава својот глас или својата верба на луѓето кои во наводници го селувале изминатите 30 години. Значи македонскиот народ е сега во таа фаза. Мора да се создаде одреден амбиент тој народ да каже конечно што сака. Мислам и тоа да го каже доброволно, а не како силување. При едни избори во Италија случајно се најдов во Верона со еден пријател и има избори, има бина една на која се појавува некои политичари зборува. И сега еден италијанец со кого бевме таму разговаравме и тој вика, јас му викам, па ќе се јавиш ли ти, вознемирени си поради овие избори? Вика, јас своето ќе го кажам во недела. Значи, кога народот ќе биде толку смирен и свесен дека има само, инаку си бркам своја работа, своја екзистенција, додека не се деполитизира македонскиот народ на начин, политичките партии, политичарите да не ги доживува како алкохол, како еден човек кој се опиува постојано тоа. Како спас. Како спас. Кој ќе им ги вработи децата. Да. Додека не го свати, нив, ќе им дај тендери. Да. Дека неговата екзистенција не зависи од тие политичари, тука заврши од државата. Тие политичари ја злоупотребуваат државата. Точно. За да ја купуваат неговата волја. И народот, сите. Зашто народот е Роналдо кој шутира пенал во 90-та минута. Значи на денот на изборите до 19 часот народот е Роналдо. Топката на 11 метри и тој шутира пенал. Од народот зависи дали ќе победи или ќе изгуби. Народот, меѓутоа, страшно ми е тешко што уште не го гледам бунтот на интелектуалците. Ние имаме одлични, интелигентни, школувани луѓе, причините поради кои молчат се различни, се ми е јасно, меѓутоа додека тие не создадат синергија со народот, народот не може сам да направи ништо, освен ако се роди неочекуван лидер кој ќе се извиши над сето тоа и на кој народот ќе му поверува. Ќе ги пребрише сите овие недоверби и разочарувања што ги имаше во овие изминати години. Тука се случува ако има нова криза на мигранти, значи некаде пред 10-15 дена и грчката влада, а и македонската министерка за одбрана Шекерински рече дека Македонија е подготвена за нова мигрантска или бегалска криза. На границата меѓу Македонија и Грција има припадници и на словенечката држава, на Вишеградската група и така натаму, значи се постои кризен штаб, значи се најава нова мигрантска криза. Ако има нова мигрантска криза, тоа може да има битно влијание врз европските избори. Во Словенија, во Хрватска, во Австрија, во Унгарија, Салвини во Италија. Ja mislim da se u Evropi se sad okrenulo nešto. Orban izuzetno dobro radi, pametan je, on štiti svoju državu. Višegrajska grupa, znači Poljska, Češka, Slovačka,
oni ne vole migrante, neće ih uzimati. Austrijanci isto sad kažu zatvorit će granice. Salvini neće dozvoljavati više. Znači, može se desiti da će u Sloveniji da se stvori neki džep i gdje će ovi migranti da ostaje. Da, Srbi će gurnuti u Hrvatsku, Hrvati će gurnuti u Sloveniju, a naša vlast je bezvezna. Neko možete Albanci da donesete što velite socijalar, zašto da ne donesete Arapi? Pa to će se desiti. Ja se plašim da će se to desiti. Ki izmrkate Slovencite v Germanija? U Austriji, a ovdje kad ostanat ne Slovenci. Tako. I govorio sam o četvrtoj albanskoj državi. I je za 40-50 godini će biti isto. Neće biti više Slovenaca, to će biti manjina u sopstvenoj državi. Kako Bugarite, vi znači kad imate primjer na Bugarite, kao što Bugarite za 10-20 godini, će se malcin sovo svoja ta država. Da. Od 9 milijuni, 10 milijuni se sve dona 7 milijuni Bugari. Da. To je sudbiната на Словенија, веројатно sudbiната на целиот овој регион, бидејќи таа мигрантска криза ги има сите шанси и потенцијали да не збриши, да направи нови, ајде да речеме, нации, hibridni državi. Da, ja sam protiv tih hibridnih država. I ako mi uspije da uđem u Evropsku uniju, ja ću raditi protiv toga. Vi jeste kandidat za Ja jesam kandidat i na listi. I sad, kako se govori, imam šanse da uđem u Evropsku uniju, ali nikad se ne zna. Gledajte, gospodine Zmago, vi ako Slovenec повеќе ќе се борите во таа Европска унија за името Македонија и за правата на македонци, Ирена Јовева, која е македонка. И тоа е апсурдот, видите, тоа е апсурдот на она денешна живеачка. Тој неолиберализам, кој не признава граници, кој не признава нации. И васко националисти, Орбан, Kurz, Salvini i tako natamo i tako natamo. To je suština. To je suština i to je jedina budućnost Europe. Ako hoćemo da zadržimo Europu kakvoj treba da bude, znači normalna, bela, mislim da je katolička država sa identitetom koja ne potiče iz Afrike i iz arapskog sveta, nego iz našeg hrišćanska. Tako je. Ne. A ne sad da nam uvlače ne znam šta sad. Pa kad pogledamo šta se dešava, sad šta se desilo sa onom crkvom Notre Dame, pa neko je zapalio, neće samo od sebe, posle 800 godina odjednom vatra. Da. To po mome su zapalili Arapi. 100%. Doći će do toga, makar Francuzi ne smeju da kažu to. Jer ovaj Macron sa onom svojom staricom što se šeće naokolo, mislim, on govori, gledao sam sad pre par dana je bilo, bit ćemo bolji, treba da budemo bolji ljudi. Kakvi bolji ljudi? Zapaliti identitetni simbol Francuske neko ti zapali, a ti govoriš da treba da budeš ti bolji čovjek. A šta onaj koji je zapalio? Optimisti ili ste vi? Ja sam optimist, iako... Vi od distanca možda gledate, znate, i to vi dava prednost. Vi ste tuka vo Pula, ние снимаме во Пула, во едно прекрасно здание, тука го снимаме интервјуто, и ви можете од страна да гледате. Вие сте македонец, човек кој сака Македонија, кој пише одлични колумни за Република Македонија, не за Република Северна Македонија, туку за Република Македонија, и можете од дистанца да видите што се случува во Република Македонија. Јас сум оптимист. Што можеме да Јас сум оптимист, меѓутоа, она што вие го истакнавте повеќе пати, тоа е времето. Има назнаки дека, прво, јасно е дека сите задачи што требаше да ги изврши Зоран Заев се извршени и дека... Не го подценувате, тој може уште повеќе. Точно е така, имате право. Кинезите велат, не ги ставаме... Ако му дозволиме ние како народ и политичките соперници, тој може да направи и уште поголеми дела. Само постои нешто друго. Постојат сепак, таква каква е, за мене со многу проблеми и негативности Европската Унија, а таа има моќ и директно влијание на Македонија, независно од НАТО. НАТО си ја сврши работата. Сакам само ова да кажем. Тие имаат
правила, независно од тоа што ние за 30 години ќе влеземе или нема да влеземе, до тогаш ќе ја тормозат Македонија. Што очекувате? Што ќе се случува? Јас се плашим. За Македонија имате црни проценки дека ќе се подели? Да. Во кој период очекувате дека тоа може да се случи? To može da se desi, ja mislim, za nekih 5 do 7 godina. 5 do 7 години. 5 do 7 godina. Значи многу црни проценки околу Македонија. Da. Кога Plašim ќе se. прифатиме дека име ќе смениме, кога ќе прифатиме дека идентитет ќе смениме, тога сами си прифаќаме самоубиство. Da, pa to. Никој не е натера на сила, што се вика во народот. Ne. A to je ono, За пари. za pari. Da. А како викаат бугарите, ако не може за пари, може за многу пари. Uvek tako je to. Со Европа што очекувате? Europa će se raspasti. Ovakva Europa ne može da ide dalje. Jer kad se pogleda, Europa treba da bude Europa nacionalnih država, a ne neka federacija ili ne znam šta još. Ili neka ujedinjene države Europe, kako što neki govori. Europa treba da bude svaka država posebno, da se dogovaramo i da svaka država ima istu jačinu glasa. A ne da sad mi, na primjer Slovenci, ako bi nešto htjeli, nemoguće je da bilo šta napravimo, jer naših poslanika u Europi je 8, a Njemaca ima 250 ili koliko. Kako ćeš to? To je apsolutno nemoguće. И вие бегавте од Југославија, за да не бидете прегласувани, иако имавте клучен збор и клучно економско влијание, и сега сте членки на Европска унија, кој што имате 8 гласа, германците имат 250. Da, to je strašno. To je strašno. I to ne sme na taj način da se radi. I ja mislim da će se desiti ono što se desilo za vreme Rimskog carstva, kad se podelilo na zapadni i istočni deo. Zapadni deo Rimskog carstva išao je u dekadenciju i raspao se jako brzo, a istočni deo koji je držao jedan pravac još je skoro 1000 godina bio. Bizantija. Da, Bizantija, tako. I to je to. Вие сте всушност, господин Алдо, припадник на најголемата партија во Република Македонија, тоа е Македонија. Така. Вие не припаѓате ниту една партија. Доаѓа време на луѓето кои не припаѓаат на политички партии, припаѓаат само на една партија, тоа е Македонија. Доаѓа времето на луѓето кои сакаат да ја спасат таа Македонија, да направат се што можат, да излечат Македонија од канџите на овој пропаст и на оваа ситуација во која сега е напикана и во која сега се наоѓаме. Затоа сме оптимисти и вие и јас. Јас верувам во тоа. Нема да биде лесно, меѓутоа секој глас е многу. Една овчичка ако спасиш и ја разувериш, зборувам за оние што се уште имаат дилеми, што се колебливи, што се плашат од нешто. Знам дека тоа е страшно кога ти си под закана, дека ќе останеш без работа, дека Да, ама ние гледате 50, 60, 70 години сме се бореле да го добиеме тоа што сме го добиле. Имате тука една, две книги, кај што луѓе доаѓале, ги прашувале србите, ги прашувале бугарите, ги прашувале грците и на крај ги прашувале македонците како се чувствате и кажувале дека се македонци. И на крај, после 70-80 години ние самите да дојдеме. Да се откажеме, тоа. Има една песна од Тагоре. Тоа е трагедијата. Има една песна од Рабиндрана Тагоре кој вели: тргнал еден лудак да го бара каменот на мудроста. И како го барал? Попат се обирал камчиња, имал еден синџир тука на појасот и го допирал. Ако се претвори во злато, тоа е каменот на мудроста, алем камен. Меѓутоа во еден момент се свртува и гледа дека има златен појас, а камчето го фрлил некаде. Ние тоа го правевме 150 години. Каменот на мудроста
Македонски е нашата татковина, нашата држава и сега тоа камче го фрливме и сега мораме да тргнеме назад како и тој лудак на да го бараме назад и да Видиме кај сме го фрлиле. Не знаме кај сме го фрлиле. Го фрливме, знаеме кај сме го фрлиле и знаеме кој го фрли, меѓутоа народот мора да свати дека едноставно сите заедно можеме само да си се зачуваме како ентитет, како култура, како традиција, како јазик, како македонци, нешто најубаво што постои. Што со НАТО пактот? Македонија треба да стане членка на НАТО пактот. Што со НАТО пактот? Ja mislim da ja nikad ne bi išao u NATO pakt. I ja isto mislim da bi trebalo da mi da izađemo iz NATO pakta. Ništa nemamo od njega. Имате некоја корис вие како Ma nikakvu korist nemam, nikakvu korist. Mi treba da kupujemo, sad se sprema da treba da kupimo od Amerikanaca neka bojna kola. Zašto? Šta nam treba? Од Италија ќе се браните, од Австрија. Ma, ne znam od koga bi trebali. Jedino od Hrvata bi se morali braniti. Hrvati su agresivni, strašno. Ne? Кои се исто членки на НАТО? Isto su. Tako se čovjek pita. Šta? Ако Европа се распаѓа, имате чувство дека НАТО може да биде посилен или дека и НАТО го чека иста судбина кој Европа? Za NATO se zna da je glavna stvar biznis. Ne? Tako da NATO će pokušavati, oni trebaju još više država da imaju, zbog toga da moraju da prodaju robu. Inače nema druge. A ja mislim da, ne znam, NATO pakt održat će se još neko vreme, ali vidjet ćemo šta će se dešavati sa Kinom, sa Indijom i sa Rusijom. Иначе нас не чека еден многу турбулентен период. Čeka nas verovatno ne baš lepi period. Многу фала, многу среќа на изборите и да ве гледаме во Брисел. Hvala. Да. Ovo беше емисията во Центъра. Съм вас Кефто, почитувани гледачи. Вечера можете да видите две телевизijski интервју или да погледате две телевизijski интервју со господинот Авдо Климан и со господинот Змав Галинчи. Се гледаме идната недела во исто тоа време. До тогаш пријатна вечер, Македонијо, каде и да си.